Значи тоа не оди така. Прво треба услов за работа, па после да бараат пари од нас. Значи сме строго против овој закон, не ни одговара воопшто, не одговара нити на оние што не им даваат, што некакви си приходи имале од 7.000, од 3.000, од 10.000. Тие не може да преживеат со тие пари, значи ако има некоја бавчичка или нива или било што, зошто да не може да си дојде на пазар и да си го продаде тоа? Значи во ред е да се воспостави некој ред, да се плаќа некој данок на државата, ние сме први за тоа. Али да биде тоа некој паушален данок, нешто да се смисли такво, без услов да поставуваат ваков, овој смее да работи, оној не смее да работи, па ние не сме фирма, ние сме обични земјоделци кои што нешто сме произвели или сме зеле нешто од некого за да продадеме, за да преживееме. Значи овој закон воопшто не одговара за нас. Воопшто не одговара. Не држи. Значи најниската класа сака да убијат. Тоа не држи, тотално не држи. Човекот сака да плаќа на државата, да не биде на терен на државата, а они фактички му забрануваат, значи да мизерува. Зима социјална помош, не може да работи. Ги нема социјалната помош, осте го да работи. Не држи, тотално држи. Ако треба да се плаќају нормално сви даноци, мада 99% сва роба е до сад оданочена. Еден пут, можда и два пута, преку други руке. Значи да се дупло плаќени ДДВ и ми као задња рука која екзистирамо и држимо фамилија одавде, треба да размисле тоа. Успротивно, доći ќе до ситуација кои ми не можемо да екзистирамо, не можемо да плаќамо рачуне. Са 8.000 пензije, ko може да ти плати данас све рачуни да преживи? Ако то не може, доći ќе до тог ситуација да можете и sad да погледате да 50% тезги не ради. Доći ситуација да доđemo да се пријавимо у Завод за запошлявање, да тражимо социјалну помоć. Onda će to biti bumerang, povratni element za celokupnu ekonomiju. Ako će oni da vrše punjenje budžeta preko danoka, preko sve, treba da malo razgraniče, da vide gde je koji kapacitet u mogućnosti da plati. Ovo nije demagogija, ovo je čisto ono što je istina, suština. Da nismo mi u mogućnosti to da izdržimo. I doći ćemo, jer tezge su mnogo skupe, parkinzi nemamo, plaćamo parkinge, da donesemo robu. Sve što ima nus potrošnja i opterećenje na ono što mi možemo da izvadimo u toku jednog dana je minorno što možemo odneti familijama da prehranimo ih. Pa kako to je grevota? Pa sите ќе откажат. Мислиш како тоа? Да земне овде за 1 динар? Да, за Бога тоа. Тоа е за мене нереално. А како сакат, они нека вршат работа, овие големиве што имаат големите пари. Така нека си работат они, нека си свршат работа, нека си зимаат пари, нека крадат. Ово кажи, нека си крадат, нека си зимаат пари од бизнисмени, од ова тоа. Нека си работат, нека живеат они. Они да живеат. А ние не мораме ние послабиве што сме. Ако имам ја пензија, не е битно пензијата што ми е мала, голема. Немам околу 12.000 динара. Не е битно тоа. Колку имам, толку е. Тоа не е битно, ама битно е човек да работи, да допринесува ова млеко, да го јаде народ, да го јаде ефтина, 35 динара го дава на тезга. А у продавница е тоа. Од кравјом некој. Тоа е. По моје сеја, он зима пензија, така? И продава. 30.000 пензија и овде кај екзистенција. Има луѓе што живеат, што немаат работа, треба да дојдат тие да работат. Така ли е? По некоја логика. Социјална помош добива сега, што знам, таа е мала, ама ако добива и мобилност, тоа се 15.000. Па треба да дојде некој. Ја мислам дека ќе дојдат други деца што треба да работат, што немаат каде. По моје, од тие две работи.